Санација на доводниот челичен вод од село Липково до филтер станицата е еден од приоритетните проекти на јавното предпријатие Водовод, кој се планира да отпочне годинава, бидејќи информациите на менаџерскиот тим говорат дека е во лоша состојба. Изработката на проектот веќе е порачана, а бидејќи станува збор за посериозна инвестиција, надлежните најавија дека ќе аплицираат за грант. Реконструкција на доводен челичен вод Фи-500 од село Липково до филтер станица со приоритет дел од село Лопате до улица Индустријска со должина од 1700 метри. Значи, за ова веќе е нарачен проект кој што треба да биде изработен и најнормално, пошто ќе треба големи финансиски средства кои што ЈП Водовод Куманово нема да може да ги обезбеди од сопствени средства, ќе се обидеме да аплицираме за некој грант. Значи, ова мора да биде приоритет затоа што водот, според информациите што ги добив, е во многу лоша состојба и во најскоро време ќе мора да се направи некаква интервенција. Ако не може се да се реализира во тековната 2022 година, бара да почнеме парцијално да го решаваме, значи дел по дел, значи да обезбедиме еден дел на средства, тоа ќе биде еден од приоритетите. Ти стигна одговор на барање за решение за поставување на фотоволтаици за филтер и пречистителна станица, кои што така ќе треба големи финансиски средства, но мислам дека ќе можеме да го изгураме тој проект. Задоволни ќе бидеме да најдеме пола од финансиските средства, пола да ги обезбедиме од сопствени извори. Исто така имаме готов проект за надградба, за проект за замена и инсталација на куќни комбинирани индустријски ултразвучни водомери. Тоа е проект кој што веќе поставивме 10.000 водомери. Втората фаза мислам дека многу полесно ќе ја добиеме, затоа што имаме добра оценка за изведба на првата фаза. Почната е и реализацијата на проектот за употреба и одржување на водоснабдувачки систем, за кој се набавени 20 мобилни ултразвучни мерачи на проток, кои ќе бидат подвижни и преку нив ќе се зонираат одредени делови на градот и ќе се увиди колкава е загубата на вода. Цената на водата во Куманово од јануари годинава изнесува 49,39 денари за кубен метар. Наплатата кај физичките лица лани била 81%, кај правните 87%. Инаку градоначалникот Максим Димитриевски објави дека за изградба на фекална и атмосферска канализација во буџетот за 2022 година општина Куманово предвидува 35 милиони денари. Преку значајни комунални проекти кои се суштински важни за функционирањето на граѓаните, го подобруваме овој сегмент од урбаното општествено живење, потенцира Димитриевски. Изминатите 4 години во Куманово биле изградени над 13.800 метри атмосферска и фекална канализација.